Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во уште една видео презентација по предметот географија за седмо одделение. Моето име е Жарко Алексовски, предавам во Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковце. Денеска на репертоар ни е втората лекција за оваа учебна година, тоест за планини во Република Македонија. За да успееме ученици да ја реализираме оваа лекција, на сите вас ќе биде потребно пенкало, тетрадка и карта на Република Македонија. Ако ги имате спремно потребните атрибути, може да започнеме со реализација. Република Македонија, ученици, е главно планинска земја со просечна надморска височина од 832 метри. Позначајни планински масиви во Република Македонија се Источно-Вардарската група на планини, тоа е оваа област тука, Вардарската зона на планини, самиот збор ви кажува дека ова е планински масиви што се наоѓаат по течението на реката Вардар, Пелагониската област на планини, и Шарскиот планински предел. Или предел попознат на Млади Вережни планини. Да повторим уште еднаш. Планински масиви во Република Македонија се Источно-Вардарската група на планини, Вардарската зона на планини, Пелагониската област на планини и Шарскиот планински предел. Сега, ученици, да видиме подетално за секој посебно. Источното Вардарската или Родовска група на планини се наоѓа меѓу границата со Бугарија тоа е на исток, и Вардарската зона на запад. Овој дел тука. Сега тука планински релјефни целини одејќи од север кон југ, од север кон југ се блокот Герман, Козјак и Билин планина, овој тука блок, потоа поминува низот Осоголскиот масив, планините Плачковица, Соогражден и Марешевските планини, и завршува кај планината Беласица на југ, која всушност е како посебен блок во оваа целина. Започнува од север од блокот Герман, Козјак, Билин планина, потоа преку Осоголскиот масив, планините Плачковица, Соогражден и Марешевските планини, и завршува кај планината Беласица, која всушност е како посебен блок во оваа целина. Тоа би било за Источно-Вардарската или Родовска група на планини. Вториот блок е Вардарската зона. Тоа е зона или планини всушност што се наоѓаат источно или западно од течението на реката Вардар. Тука поважни планински масиви се Скопска Црна гора, Козјак планина, Конечка планина, Плауш и Серта од источната страна и Мокра планина со ограноците Голешница, Китка и Караджица, потоа Водно, Сува гора, Жеден, тие се всушност од западната страна на Вардар. Третата зона на планински предели е Пелагониската зона, која го зафаќа просторот помеѓу Вардарската зона на исток, или тука, и Шарскиот планински предел на запад, оваа област тука. Во овој планински масив се издвојуваат планините, во северниот дел се издвојува планинот на Мокра планина,
со највисокиот врв во овој предел, тоа е врвот Солунска глава 2540 метри. Погрноците на оваа мокра планина тоа се Караджица, Даутица и Јакупица, како и планината Бабуна со Микос и Козјак. Во јужниот дел пак се Селечка планина, Дрен и Нидже со врвот кај Мрчелан 2520 метри. Тоа е всушност и најјужната планина во Република Македонија. Еве сликовито е представен и врвот Солунска глава, кој е всушност највисок врв во оваа планинска зона со 2540 метри. Се наоѓа на Мокра планина, тоест на огранатото Мокра планина на Јакупица. И за крај ученици го имаме последниот планински предел, всушност и најголем, тоа е Шарскиот планински предел, или предел на млади бережни планини. Тој се наоѓа, значи, западно од Пелагониската зона и се простира се до границите со Република Албанија. Во овој планински предел е карактеристичен по тоа што има неколку врвови гребени со над 2500 метри надморска височина. Такви всушност се најголемата Лишар планина, потоа Корабскиот масив со Кора, Дешат и Крчин, планината Бистра, Стогово со Караорма, Јабланица, Баба со врвот Телистер, кој виси 2601 метра, и Галичица, тоа е планински предел, кој што ги разделува двете најголеми езера во Република Македонија, Преспанското и Охридското езеро. Во овој планински масив ученици се наоѓа и највисокиот врв во Република Македонија, Голем Кораб, со 2764 метри. Што се наоѓа во Корабскиот планински масив. Тоа би било се, ученици, за денешната лекција. Се надевам дека успешно ви ја презентирав. Ќе го гледате неколку пати денешното моје видео презентирање и потоа ќе го презентирате пред вашиот предметен наставник во соодветното училиште. Ви благодарам, имајте убав ден.